На сите, драги браќи и сестри, почитувани гости и пријатели. Денеска стоиме пред еден свет момент, на еден свет прак. 20 години помина откако за прв пат се отворија вратите на оваа црква. Денес стоиме пред свет момент. Ова не е обичен момент, ова не е обичен ден, ова е ден во кој што ќе му дадеме слава на Господа за се што правеше овие 20 години. Денес застануваме пред живиот Бог и верен, за да го славиме, затоа што само Тој е достоен за чест, слава и величие. Овој ден не се фалиме со она што сме го направиле, туку се поклонуваме пред оној кој што не доведе до тука. И велиме, оној кој не донесе до тука, ќе не носи и понатаму. Нему нека му е слава во сите векови. Повели брат Гоче да не поведеш со една волена молитва и ќе ве замолам да се исправиме сите да го славиме Господа. Навистина, нашата душа копне за нашиот Бог, кој што е силен Бог. Нашиот Бог, пред кој што трепереше морето и се раздвои на две, нашиот Бог, пред кој што реката Јорданска избега, тој е нашиот Бог. И затоа ние денеска сме собрани овде да му дадеме слава на нашиот Бог за 20 години постоење. 20 години, драги браќи и сестри, тоа не е само бројка. Тоа се илјадници молитви, тоа се илјадници солзи, тоа се илјадници радости, илјадници прослави, победи, предизвици, души спасени за Божјото царство. Во текот на овие 20 години се менуваа многу нешта. Се менуваа времињата, се менуваа околностите, но едно нешто остана исто, а тоа е Бог. Бог остана ист со нас. Затоа денес со понизно срце и со благодарност можеме да ја изговориме истата исповед што ја изговори и Самуил, кој што рече: до тука не доведе Господ. Не е човек, не беше организација, не беа пари, не беше стратегија, туку Господ е тој што не доведе до тука. Амин. 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 Денеска го земаме за свој стих она што пророкот Самуил го кажа пред илјадници години. Тогаш Самуил во прва Самуилова 7 глава 12 стих вели вака: тогаш Самуил зеде еден камен и го постави и му даде име Авен Езер, велејќи: до тука ни помогна Господ. Браќи и сестри, овој стих не е само една убава изјава за јубилеј. Тој е длабока духовна порака. Кога Самуил го постави каменот, го нарече Авен Езер, камен на помошта, тоа значи. Тој не славеше човечка победа, туку сведочеше за Божјата интервенција. Тој камен требаше да стои како постојан подсетник. Ако сме денес тука, тоа е затоа што и само затоа што Господ не донесе до тука. И ние денес, по 20 години, стоиме пред свој духовен Евенезер. Не од камен и од вар, туку изграден од молитви, изграден од солзи, изграден од верност на Божите слуги, Божите луѓе кои служели низ генерациите назад, изграден од Божјата благодат. Секој спасен живот, секој обновено срце, секоја генерација што израсна во оваа црква сведочи дека Господ беше нашата помош. Овој камен беше подигнат по еден многу драматичен настан, многу драматичен односно период, кој што неверојатно наликува на нашиот денешен јубилеј. За да разбереме зошто денес ние му даваме слава на Господа и го славиме Бог за овој јубилеј, мораме да ја разбереме позадината што претходи на тој камен. Затоа ќе го прочитаме целиот текст од прва Самуилова 7 глава од 1 до 13 стих. Словото Божјо вели вака: и дојдоа луѓето од Киријат Јарим, па го зедоа Господовиот ковчег и го однесоа во куќата на Авинадав, на Ридот, а на неговиот син Елеазар го посветија да го чува Господовиот ковчег. И помина многу време откако ковчегот остана во Киријат Јарим. Поминаа 20 години. И сиот Израелев дом копнееше по Господа.
Тогаш Самуил му рече на сиот Израелев дом: ако се враќате при Господа со сето свое срце, тогаш отстранете ги од својата средина тугите богови, а старатите, и насочите ги своите срца кон Господа и служете му само нему, па тој ќе ве избави од филистејските раце. Израелевите синови ги отстранија Ваалите и Астарите и му служија само на Господа. А Самуил рече: соберете го сиот Израел во Миспа, за да се помолам на Господа за вас. И се собраа во Миспа, па црпеа вода и ја излеваа пред Господа. И постеа во тој ден и велеа: му сгрешивме на Господа. И Самуил им судеше на израелевите синови во Миспа. А кога филистејците чуја дека израелевите синови се собрале во Миспа, филистејските кнезови тргнаа против Израел. Кога го чуја тоа, израелевите синови се исплашија од филистејците. И израелевите синови му рекоа на Самуил: не престанувај да викаш за нас кон Бога, нашиот Господ, за да не избави од филистејските раце. Тогаш Самуил зеде едно јагне, уште цицаше, и го принесе сето како жртва паленица на Господа. И Самуил повика кон Господа за Израел и Господ го услиша. Додека Самуил ја принесуваше жртвата паленица, филистејците се приближија за да војуваат против Израел. Но Господ згрме со силен гром во тој ден над филистејците и ги внесе во таков страв, што беа поразени пред Израел. А израелците излега од Миспа, па ги гонеа филистејците и ги тепаа се до Вет Хор. Тогаш Самуил зеде еден камен и го постави меѓу Миспа и Сем и му даде име Авен Езер, велејќи: до тука ни помогна Господ. Така филистејците беа понижени и не доаѓа веќе во израелевите краишта. И Господовата рака беше против филистејците во сите Самуилови денови. Амин. Браќи и сестри, позадината на овој стих е многу потресна и служи како сериозен аларм за секоја духовна заедница, па и за нашата. Израелците го доживеа својот најголем национален духовен пораз, а тоа е ковчегот на заветот. Физичкиот престол кој што беше на Божјата слава им беше грабнат од непријателите. И Израел остана празен. Но по многу маќи и Божи судови врз филистејците, ковчегот на заветот конечно се врати дома, пристигна во Киријат Јарим. И тука Библијата ни открива еден многу фасцинатен, но трагичен детал. Во 1 Самуилова 7:2. Вели: и помина многу време откако ковчегот на заветот остана во Киријат Јарим. Поминаа 20 години и сиот Израелев дом закопнеа по Господа. Размислете ова иронија. 20 години. Цели 20 години ковчегот на заветот беше таму, на дофат на раката. Божјото присуство им беше на некој начин сосед. Замислете, израелците си го живеа своето секојдневие, си работеа на своите ниви, одеа на пазар, но никогаш не размислуваа на Божјото присуство. Не размислуваа да му се вратат на Господа. Но во тие 20 години Израел, за жал, не се помрна ни милиметар кон Бога. Го имаа ковчегот на заветот во близина, но го немаа Бог во нивните срца. Тие го имаа Божјото присуство, но не му дозволија тој да ги води. Ова се нарекува духовна апатија. Што е духовна апатија? Кога велиме дека израелците паднаа во духовна апатија, зборуваме за опасна состојба на рамнодушност, каде што сетилата на светоста отапуваат. Вели, тие се, иако беше ковчегот на заветот им се врати, наместо да слават и да се радуват, да го посветат нивниот живот на Бог, тие служеа на Ваалите, на Старатите, односно има нивни лажни богови, служеа на лажни богови, има своји идоли во присуството на Господа. Браќи и сестри, апатијата е голема опасност и за црквата денес. Апатијата е губење на духовниот вкус. Кога молитвата станува досадна рутина, кога славењето станува само повторување на зборови, израелците се беа веќе навикнале на такво Божјо присуство, на таков однос со Господа. Божјата близина не ја воопшто перцепира
и престанаа да се радуваат и престанаа да ја почитуваат. Апатијата е живот со двојни духовни стандарди. Кога формално се идентификуваме како Божи народ, ние сме 20 години верници, ние сме христијани, поверувавме во Исус, го дадовме животот на Исус. Додека нашите приоритети, времето, амбициите наши се заробени од светот. Ова се нарекува духовна апатија, односно живот во двојни стандарди. Апатијата е духовна опасност. Како еден стар семен албум кој што никој не го гледа, кој што никој не го чита, таму некаде ставен, никој не го отвара, така и израелците го чувале под наводници ковчегот, но не дозволиле тој да ги води. Браќи и сестри, најголемиот непријател на една црква по 2 децении постоење не е надворешниот притисок, тоа е апатијата од внатре. Денес во оваа сала седиме со различни приказни. Некој од нас е овде пред 20 години, уште од првиот ден на отварањето на овие врати. Некој од нас е овде 2 години, некој од нас е овде можеби 2 месеци. Но прашањето за сите нас е исто. Дали твоето време поминато овде е само физичко присуство во овој објект или е вистинско познавање на живиот Бог? Можеш да бидеш тука 2 децении и да станеш имун на Божјото присуство, да не те допира поради навика. Но можеш да бидеш тука и само 2 години, само 2 месеци и веќе да си дозволил световните грижи да ти го украдат жарот. Израелците 20 години живееа покрај светоста, а престојуваа во духовен мрак. Но, браќи и сестри, тука е убавината на Божјата милост, ја гледаме во овој дел. Иако израелците беа во духовен мрак, забележете убаво, Бог не го повлече ковчегот на заветот. Тој остана таму 20 години, чекајќи ги да се вратат при него. Исто како што Бог ја чека оваа заедница. Исто како што Бог го чека секој ден поединец што седи денес овде. Исто како што Бог те чека тебе да се вратиш при него. Да се вратиш на твојата прва љубов. Да се вратиш на твоето заедништво со него, како на самиот почеток, кога срцето твое гореше за Господа. Тој не престанува да чека. Бог го чека твоето срце. Бог го чека конечно твоето духовно препуштање. Да му се препуштиш целосно на Господа. Тој да те води. Не само да го изговараш името на Господа, туку на вистина да го живееш тоа име. Бог не повикува да го запалиме оганот на нашите срца. Затоа нека овој јубилеј биде денот кој ќе кажеме: Господи, доста ни беше само форма. Господи, доста ни беше привидна побожност и млакост. Запали ги нашите срца, нека горат за Тебе. Денес, од денес, па натаму, се до крајот на мојот живот, па се до Христовото враќање. Видете, после тие 20 години на духовна апатија, во Израел, благодарение на Божјата милост, се случи нешто што за секогаш ќе ја промени историјата на судбината на Израел. Библијата вели дека народот после 20 години закопнеа по Господа. Тоа не беше само емоција, тоа беше пресвртна точка. Тогаш Самуил ги повикал луѓето на нешто многу конкретно. Браќи и сестри, секогаш кога има покаяние, мора да има и промена. Покаяние без промена е лага. Сам се лажеш. Ја се покајав, ама си го терам уште стариот живот. Ама верувам во Исус, важно 20 години јас сум со Исус. 2 години јас сум со Исус. Цели 2 месеци јас го следам Исус. Ако твоето покаяние не е пропратено со промена, твоето покаяние е лажно. За покаяние во Новиот Завет е употребен зборот метаноја. Метаноја што значи? Промена на умот. Промена на целиот мисловен процес. Промена на начинот на кој што размислувам, начинот на кој што ги гледам луѓето, начинот на кој што го гледам светот.
Промена целосна. Рестарт. И во Стариот Завет за покаяние употребен еврејскиот збор шуп, што значи свртување. Свртување не за 360 степени. Најчесто ние за покаяние правиме такво свртување понекогаш. Се каеме и пак се враќаме на истото. Тоа е свртување за 360 степени. Вистинско покаяние е свртување за 180 степени. До сега го правевме ова. Гледаме дека овој пат не води на добро. Гледаме дека привидна побожност, надворешна побожност не ни донесува никаков плод во Царството Божјо. Не ме менува мене, не ми донесува радост на спасението. Стоп! Врти се за 180 степени. Има чекорна акција. Самуил ги повика луѓето на нешто многу конкретно, а тоа конкретно е следно: да ги отстранат идолите и тугите богови, да ги фрлат, да ги запалат, да ги уништат, да се оддалечат од нив и да дадат завет дека ќе му служат само на Господа, живиот Бог. Победата не започна на бојното поле за израелците, туку победата започна во покајното срце. Браќи и сестри, Бог пред да ја промени нивната надворешна состојба, да ги спаси од филистејците, Бог најпрвен ја смени нивната внатрешна насока, нивната духовна насока. Сакаш ли промена во твојот живот? Смени ја духовната насока ако гледаш дека не те води кон Господа. И тогаш ќе видиш таа промена и во надворешноста. Само им рече многу конкретно. Вели, ако се враќате со сето свое срце, отстранете ги тугите богови. Тие го направија тоа. Кога Израел се собра во Миспа, постеа, се молија и ги исповеда своите гревови. Токму во тој момент, кога беа најпонизни, непријателот нападна. Но народот не се потпре на оружје, не се потпре на својата сила, туку го замоли Самуил да му се моли на Господа. Го замоли Самуил да ја побара Божјата сила, го замоли Самуил да ја побара Божјото помазание, Божјото водство и неговата заштита. И Господ одговори. Господ згрме од небото и ги збуни филистејците. Дори тогаш, кога срцата им беа чисти. Бог извојува победа, како што не виделе со децени. Дури потоа, Самуил го земе каменот, го постави и рече, дотука не доведе Господ. Значи, каменот Авен Азар, браќи и сестри, доаѓа по покаяние, доаѓа по молитва, доаѓа по Божјата интервенција. И токму тоа е паралелата со нашата црква денес. Ние не сме тука затоа што бевме силни, туку затоа што Бог беше милостив сите овие години. И истиот пат по кој не доведе досега, ќе биде патот по кој што ќе не води и понатаму. Нашите почетоци не беа во сила, туку беа во зависност од Господа. Немаше сигурност, но имаше вера. Немаше ресурси, но имаше молитва. Немаше јасна слика, но имаше доверба во оној кој не повика да го следиме. Божјиот збор вели, ако Господ не го гради домот, залудно се трудат градителите. Браќи и сестри, овие 20 години се доказ дека Бог е тој кој што ја изгради оваа црква. Ако беше човечки проект, одамно ќе завршише. Но бидејќи ова е Божјо дело, тој остана до ден денес и ќе остане се до Христовото второ доаѓање. Амин. Амин. Затоа застанете за момент и слушате го ехото на овие 2 децении. Тој грмеш од Миспа, каде што Господ удри со гром, се слушаше и овде. Грмеше кога се молевме за вашите деца и тие се враќаа од патот на погибелта. Грмеше кога лекарите велеа нема надеж, а Бог велеше јас сум ицелител од ваш. Грмеше кога оваа заедница немаше ресурси, а Бог ги отвараше небесните врати на начини на кои што ние не можеме просто да ги објасниме. Нашиот Евенезер не е измазнет, совршен, исполиран мермер. Тој е камен со лузни. Овие 20 години не беа без борба.
Имаше радости, но имаше и горки солзи. Имаше раст, но имаше и замор. Имаше моменти на јасност, но и моменти на голема тишина. Но тие лузни на нашата историја се најубавиот дел. Бидејќи тие покажуваат каде не допрела Божјата милост. Не одржа нашето совршенство, далеку од тоа, туку неговата верност. Не спаси нашата сила, нашата умешност, нашите таленти, нашите способности, туку благодатта Божја. И затоа денес стоиме тука, не затоа што никогаш не погрешивме, туку затоа што Бог никогаш не напушти. Затоа што Исус Христос е нашиот вистински темел и нашиот Евен Езер. Бог беше со нас во растот и во тишината. Тоа е нашето избавување, тоа е нашата сигурност. Затоа ние со сигурност можеме да кажеме Христос не донесе до тука. Нашиот Евен Езер денес има три моќни димензии, односно три значења. Прво е камен на сеќавањето. Ние не се создадовме самите. Овој јубилеј е лекција на понизност. Овој камен не подсетува дека Бог не спаси кога бевме најслаби. Кога се започна оваа црква, немавме ништо освен Божи збор и еден грст верни срца. Секогаш кога ќе погледнеме на овој камен, тој ни вели: не заборавај дека без него, без Господ, овие 20 години ќе беа само на прашина. Тој беше дишењето во нашите бели дробови кога бевме на работ на откажувањето. По два, овој камен е подсетник на Божјата верност, сведоштво среде бурите. Овој камен стои непомишно овие 20 години, иако времињата се менува, властите се менува, кризите доаѓа и се заминува, закани од надвор, закани од внатре, во оваа црква, но таа остана цврста. Тоа е сведок и таа е сведок во нашата населба дека Бог не се менува. И ова е неговото дело. Каменот е потврда дека Божиото да е многу посилно од светското не. Кога оваа црква се отвори, светот од сите страни кажа: не сакаме да има тука црква, но Божиото да е многу посилно од светското не. Зошто? Затоа што Исус рече: црквата е моја и јас ќе изградам, и портите на адот нема да и надвладеат. Амин. Нему нека е слава во вечни векови. И третата работа за која што треба да се сеќаваме на овој камен, на овој јубилеј, е гаранција за иднината. До тука во овој стих е израз на почеток, на нови почетоци, а не крај. Само не рече Бог не доведе до крајот, туку рече до тука не доведе Господ. И истиот Бог кој ги отвараше вратите во 2005, ќе ги отвори во 2045. Амин? Амин. Овој камен, овој јубилеј не е надгробен споменик на минатото, туку одскочна даска за во иднината. Амин? Ако Бог бил верен вчера, верен е денес, тој ќе биде верен и утре. Се до неговото второ доаѓање, се до земањето на неговата невеста, црквата во Драчево и целата црква во светот. Амин? Амин. Денеска, браќи и сестри, со длабока почит се сеќаваме на сите што низ овие 2 децении верно го вградува својот живот во овој духовен зид. Мислиме на оние кои што се молеа во тајност, кога никој не ги гледаше. Мислиме на оние кои ги носеа финансиските и духовните товари, кога беше најтешко. Мислиме на оние кои останаа верни и кога другите заминаа. На оние кои сеја со солзи, за да можеме ние денес да жнееме со песна.
Сите вие кои седите овде сте плод на нивната верност. Некои сеја, други полева, но денес гледаме, Бог даде да израсте. Се што гледате околу себе, секој променет живот и секоја обновена надеж е жив доказ дека раката на Господа била таа која што не водела до тука. Затоа, браќи и сестри, за крај сакам да ви кажам. Бог е оној кој изгради овој дом и портите на адот нема да го надвладеат. Амин. Најголемото чудо кое денес се случува овде, не се овие зидови издигнати, туку променетите животи. Вие кои седите овде. И денес јас ве повикувам, бидете вие каменот Авен Езер, кој ќе излезете од овие врати. Бидете сведоштво во вашите домови, бидете сведоштво на вашите работни места. Сведочете кажувајќи им на луѓето, до тука ме доведе Господ. До тука ми помогна Господ, ќе ти помогне и тебе. Бидејќи нашиот Бог не се менува. Вие имате силно сведоштво. Не дозволувајте оваа црква да биде само подсетник на минатото. Направете ја од денес да биде родно место за иднината. Ако во изминатите 20 години Божјото присуство само стоело под наводници во нашиот живот, како ковчегот кој што стоеше во Киријат Јарим, денес е денот да го запалите светилникот на вашето срце. Ова е вашата миспа, вашиот пресврт. Ова е вашиот момент на победа на непријателот, на ѓаволот и на гревот. Амин. Победата која што Христос ја извојува е достапна за тебе. Само Бог очекува искрено покаяние и свртување кон Него. Нека Божјата благодат биде врз секој еден од нас и врз оваа црква и да му дадеме слава на Бог за се што направи и со вера ќе продолжиме напред. До тука ни помогна Господ и неговата рака никогаш нема да се скрати за да спасува.